Долго време Форд е обвинуван дека прави досадни дизајни, но тоа се смени со представувањето на четвртата генерација на Ford Focus. Автомагазин се наоѓа во Франција, каде е присутен на првите тест возења на овој автомобил. Инаку, она што треба на самиот почеток да се каже за Ford Focus е дека се произведува во две каросериски изведби. Првата е хетчбек, втората е караван. Но тука не завршува приказната. Кога збориме за хетчбекот, тогаш имаме три различни изгледи. За моделот Active има друга маска на ладилникот. Ова е маската на ST-Line, додека Vignale има уште поимпресивен преден дел. Но самиот дизајн на Ford Focus е динамичен. Напуштени се некои традиционални определби на дизајнот во Ford и веднаш се гледа резултатот. Динамичен, агилен и атрактивен. Ford Focus со својата четврта генерација сака да се наметне како еден од главните играчи во сегментот C, бидејќи самиот имидж на Ford Focus е како најпродаван во својата класа на светско ниво. Тој доаѓа со бензински и дизел мотори. Бензинските имаат зафатнина од 1 и 1,5 литри со распон на силата од 82 до 185 конски сили, додека дизелите се 1,5 литрени и 2 литрени кои се дотерани да одговорат на највисоките стандарди за издувни гасови. Тоа од прилика би било запознавањето за Ford Focus од четвртата генерација. Но како е да се вози овој автомобил, бидејќи инженерите наговестија дека имаат многу промени испод изгледот, односно испод каросеријата на автомобилот, која патем речено остана по димензии иста, но наговестуваат дека во внатрешноста има многу повеќе простор. Новата генерација на Focus ни нуди и многу возбуда во внатрешноста. Како што гледате, се е направено потполно спротивно од претходната генерација. Инструмент таблата е бутната малку понапред, хедап дисплејот е на вистинското место, додека се забележува минимализмот на централниот гребен. Тоа не значи дека овој автомобил не е богато опремен. Се наоѓам за доправувачот на изведбата ST-Line. Таа е опремена со 1,5 литрен мотор од 182 конски сили, кој е впарен со 6-степен мануелен менувач. Го избрав мануелниот менувач, бидејќи тие се најпопуларни во нашата држава. Веќе во првите метри на возење се чувствува трансформацијата на новата генерација на Focus. Таа се однесува на подпирањето. Може да се почувствува веднаш дека е подпирањето многу помеко и помалку се чувствуваат вибрациите. Ford, иако е меѓународна компанија која има своји производства низ целиот свет, може и да се квалифицира и како германска, пред се поради тврдоста на возењето. Иако е помеко подпирањето, не може да се каже дека е направен било каков компромис за подпирањето, односно за контактот со подлогата. Едноставно, Ford држи до својот имидж, а тоа е дека има можеби едно од најдобрите подпирања во светот на четирите тркала, и тоа за било кој модел, а камоли за модел од голема важност како што е Focus.
Едноставно во внатрешноста се чувствувате комотно. Има право инженерите кога не брифира и ни потенцира дека има многу повеќе простор во внатрешноста, иако се задржани старите димензии, односно димензиите на третата генерација. Јас се чувствувам како да сум во најмала рака кажано во Мондео, бидејќи имам простор во сите смерови и во зарамениците и за нозете, но има и доволно простор и растојание од главата до покривот. На самиот почеток споменав дека Фокус се произведува во две каросериски изведби, но за име на имиджот се произведуваат и повеќе естетски пакети. ST-Line, потоа Вињале, кој е на врвот на понудата, и многу рационалната изведба Актив. Јас се наоѓам во ST-Line и можам да кажам дека ништо не ми недостасува, ниту од дизајнерски, ниту од технолошки аспект, бидејќи богатството на опремата веднаш влегува во очите. Покрај подобрениот изглед кој стана и атрактивен и убав, Фокус може да се пофали и со возните својства, впрочем како и претходната генерација. Но како што кажав на почетокот, подпирањето е многу омекнато, но се чувствува дека нема никакви компромиси во однос на безбедноста и припојувањето кон патот. Едноставно, со секое померање на управувачкото тркало, вие знаете веднаш како реагира автомобилот и во кој смер тој ќе се движи. Јас не успеав да го испровоцирам за да направам некои корекции во траекторијата на движење, бидејќи можам да кажам со мирна совест дека Фокус е како залепен за асфалтот. Да се вратиме малку на моторот. 1,5 литрениот мотор има 3 цилиндри и подпомогнат е со турбополнач, испорачува 182 коњски сили. Она што за него е карактеристично е дека работи многу тивко и култивирано. Трите цилиндри се избалансирани, така да не може да се почувствуваат одредени вибрации кои се типични за мотори кои испорачуваат повеќе сила. Впареноста со менувачот е одлична. Во тек на возењето забележав и дека звучната изолација е многу подобра. Таа не пропушта никакви звуци од надвор и се возите обкружени со тишина. Може би малку повеќе се слушаат пневматиците, но тоа е проблем кај сите автомобили од сегментот C. Кажав многу пофални зборови за Ford Focus, но тој ги заслужува пофалбите. Она што не ми се допадна во возењето на овој модел е економичноста. Иако е декларирана дека се потребни само 7,5 литри на 100 километри, ја забележав потрошувачка поголема од 11 литри, поточно 11,3 литри. Но кога човек ќе се научи на овој мотор, може би и ќе ги достигне вредностите на економичноста. Ford Focus, кога ќе го гледате овој прилог, би требало веќе да биде пристигнат во Македонија. Неговата цена би требало да започнува некаде околу 15.500 евра за базичната верзија. Тоа е Trendline со 1 литарски мотор од 82 коњски сили. Есте изведбата немам представа колку би чинела, но во секој случај таа ги задоволува потребите и на најпробирливите. Едвај чекам Ford Focus да го возам во домашни услови во Македонија, бидејќи ова е еден од најважните новитети во
годината 2018, но и Ford Focus покажува капацитет да направи поголеми превирања на пазарот. Се разбира дека тоа ќе зависи и од неговата цена, особено во Македонија, но на западните пазари сигурно дека ќе направи големи претумбаци. Јас ве поздравувам и ви посакувам се најубаво до следното издание на Автомагазин. До гледање.